Лара Иванова со само 17 години е миленик на тинеџерската публика. Незините песни кои што ги издаде последнава година се вистински хитови, а денеска на моје огромно задоволство моја гостинка во Репортер. Пред отприлика еден месец настапи на Макфест и како заврши фестивалот, многумина коментира дека твојата песна Душа всушност требаше да биде победник на годинишново издание. Дали ти е криво од денешен аспект што не ја освои главната награда? Па не, мислам сега кој не би сакал да ја освои првата награда, меѓутоа навистина ми е мило за тоа што да кажам ја имаше победата. Меѓутоа јас сум задоволна затоа што мислам дека ја добив најдобрата награда за еден пејач, да, тоа е наградата за интерпретација, за мене најбитна. Секако мислам мило ми е сепак што песната зема награда, затоа што навистина ми е драга. Повторно се представив со балада затоа што сметам дека еден таков тип на фестивал трпи да отидеш со балада да се представиш. Публиката тебе те запозна прв пат на Макфест пред 2 години, мисля че во 2019. Да, 19. И тогаш пееше балада. Зошто за фестивалите одиш исклучиво на балади? Па сега ќе кажам пример, да направам обична свирка, обичен концерт на некое место, би сакала да одам со моите побрзи песни, да буквално да кренам публиката, знаеш, да има некоја убава атмосфера. Доколку пак кога одиш на фестивал, еве пример, луѓето седат на столици и очекуваат да се сконцентрираат на тоа што го правиш. Знаеш, кога си вака искочен, ти толку не се концентрираш на музиката, сакаш да се забавуваш. Меѓутоа кога си на фестивал, си сконцентриран на интерпретаторот и јас сметам дека кога ќе искочам со балада, ќе ги покажам моите вокални способности и буквално да направиш бум на сцената, знаеш, публиката да остане сконцентриран на тоа што го правиш и доста добар успех имав и со претходните песни во 2019-та, награда за најдобар аранжман, исто и 2020-та. И значи сега ти лежат фестивалите, ти лежат и баладите, да. За Лани ја промовираше Некогаш ќе помине. Мислам дека помина многу кратко време пред твоите постари, поискусни колешки, да ги наречам така, Тамара Тодевска, Лина Пејовска, Антонија Гиговска, да почнат да ја пеат песната и буквално да се снимаат и да ја објавуваат на стори. И нивните коментари беа дека тоа е една од најубавите песни што се направени во последно време во Македонија. Те годи ли кога ќе слушнеш од некој што многу подолго се бави со музика од тебе, таков комплимент за твоите песни? Како не премногу ми значи, навистина ми е мило. Како да кажам, пример, ми го разубавува некој ден од кога ќе видам дека ја испел мојата песна, ставил, ја споделил, затоа што тоа ми е најважно. Најважно ми е да им се допаѓа на публиката, а уште поважно ми е да им се допаѓа на постарите колеги што се доста поискусни, имаат доста знаење во поглед на музиката и еве како што ги спомна Лина, Антонија, Тамара, тие навистина ме поддржуваат и многу ми е мило. Еве Тамара Тодевска, нели бев на незиниот концерт. На незиниот концерт во Охрид и навистина ми е многу мило што направи таков чекор. За твоите песни стојат Иле Спасов и Робин Зимбаков. Дали кога почнам да соработуваш со нив, мислеше дека секоја песна што ќе направите заедно ќе има буквално толку многу позитивни коментари и ќе предизвика толку добра реакција кај публиката? Па ние пред се тоа го правевме со огромна љубов, значи сите песни имаше предобра енергија во студио, навистина прекрасно си поминувам кога. Колку долго се знаеш со нив? Па, како почнав да работам, значи тоа е 2019, тогаш првпат уствари влегов во студио, првпат се запознав со, нели, да кажам, тој начин на работа, затоа што претходно си пеев по дома, на, да кажам, школски надпревари и слично, меѓутоа, така да кажам, атмосферата во студио никогаш претходно до толку ја немав осетено. Сега, на Супер звезди имам настапувано, меѓутоа тогаш бев премногу малечка и знаете, не можев да ја осетам баш таа енергија. Сега стварно го правевме тоа со љубов и навистина пред се не беше важно да ни се допаѓа на нас. И мислам дека кога се работи нештото со позитивна енергија и откако ќе го промовираш на публиката, мислам дека продолжува со истиот тек. Мислам ли дека си многу самокритична во однос на пеењето, на оние финеси кај песните и дека константно бараш нешто да се преснима, препрашуваш, дали може подобро, да снимите од почеток? Има моменти кога ги замарам, меѓутоа има и моменти кога ќе отпеам нешто толку добро што
што и да, јас не сакам да се смени. Примери да одлучиме сега, таа фраза да не оди така, некако ќе најдеме заедничка точка, да кажам, да остане и мојата фраза, меѓутоа да направиме нешто ново. Се разбира, они, или пример, во оглед на музиката ми даваше некои забелешки како е подобро, како не. Сега сум веќе доста и поискусна и навистина ми е драго за тоа. Меѓутоа, да, ми се случува доста критики да си наоѓам, дури еве и сега кога гледам пример на Макфест како сум настапила или негдека, си кажам, ова можев подобро да го отпеам, меѓутоа, нели, секогаш може подобро. Видно се до сега сметам дека сум целосно задоволна од тоа што го имам направено, така да, секогаш ќе го има тоа во студио. Дали да вратиш од поново да го испееш или не, меѓутоа, тоа е тоа. Мислам дека рече за некогаш ќе помине дека буквално од прва сте снимиле. Да, токму така, значи некогаш ќе помине, еве да кажам, беше песна во 5 минути направен рефренот со на без текст. Тогаш Робин не беше со нас во студио затоа што беше зимски распуст и тогаш јас имав време највеќе да поминам време во студио. Меѓутоа дента Робин не беше со нас и решивме да му го пратиме референот затоа што и на мене и на Иле премногу ни се допадна. И јас сама реков, оваа песна ако ја направиме, јас сама нема да престанам да ја слушам, затоа што нели со работата во студио ти веќе имаш преслушано песната и после кога ќе искочи тебе ти е веќе досадена. Меѓутоа навистина реков за таа песна, оваа песна мислам дека можам до крај на живот да ја слушам колку ми се допаѓа. И така и беше, за 5 минути Робин Зибаков ни врати текст. После тоа во текот на неделата до крајот ја направивме со строфите за се, Иле го среди делот со аранжманот микс и мастер. И така, после тоа снимивме спот заедно со Горан Симјановски, исто така многу ми е драги спотот и песната, се искочи. Дали мислиш дека песната постигна поголем успех и заради тоа што имавте фантастичен спот снимено за неа, при тоа во спотот воопшто не личиш на себе? Да. Па сега тоа е спот, пак мора не секогаш сум јас таа Лара која што е во спотот или не пеам јас пример за нешто што сум го доживеала јас. Меѓутоа ете многу луѓе ќе се пронајдат во тоа, а тоа дали и спотот допринесе за да кажам слава на песната, да. Можам да кажам дека е така затоа што навистина имаше коментари дека е спотот светски. А јас мислам дека е сосема налепен добро за песната. Кога разговарав со некои мои пријатели, сите коментиравме слично, дека ти имаш 16 години, меѓутоа дека 17 сега да не, 16 кога испеа песната, да. И дека тоа го направи со толку многу емоција. Од каде излече целата таа емоција за таа тажна приказна да ја... Епа, не знам, значи ќе влезам во студио и ќе си замислам дека јас сум во таа приказна, јас го имам веќе тоа доживеано, јас не сум оваа Лара, јас сум друга Лара. И мислам Робин Зибаков толку одлични текстови пишува што мислам дека нема човек што нема да си каже колку е добар текстов и стварно да му пробуди некоја емоција. Плюс пола естрада побара текстови како твоите. Не знам, мислам едноставно не може да не ме понесе емоцијата друго пеам тоа. И така, пример еве за душа текстот е буквално напишан не за нешто што конкретно пример ти се случило во љубовта. Тоа може да ти се случи со било кој човек, дали си изгубил некој од фамилијата, некој пријател, значи мислам дека секој човек може да се пронајде во текстот. Пред малку самата ми спомна дека летоска настапуваше на концертот на Тамара на Антички. Тоа беше твој прв голем концерт, претпоставувам, прв пат пееше на Антички. Какво беше чувството да излезеш пред толкова голема публика на огромна сцена? Не ги сметаме фестивалите на кои што си настапила. Да. Епа, сега пример на фестивал ќе настапиш со една песна, една е песната, ќе ја испееш, знаеш, не е и толкова тремата. А сега малце така бев повозбудена и мислам Антички огромно место, публика се и така да кажам имав малце трема. Меѓутоа кога застанав на сцена, толку ми беше мило, ги пеам моите песни, имаше доста и луѓе од публиката што ги гледам дека и доста позитивно реагира и дека имаше и некои што ги пеа песните што ги знаат. И навистина ми беше многу мило и буквално се забавував. Бев сама на сцената, немав ништо танчери, меѓутоа толку се забавував
И не знам, навистина ми е едно одлично искуство и уште еднаш ќе кажам фала многу до Тамара затоа што мислам она ми даде една огромна шанса, тоа е одличен старт за мене. Се надевам дека понатаму ќе имам повторна шанса да настапувам и со други артисти, меѓутоа да правам и своји концерти секако. Разговараше ли со Тамара пред концертот? Дали ти даде некој совет во однос на тоа, нели, како да се однесуваш на сцената, што да очекуваш? Или во однос на тремата, како да се ја смириш? Па, она имаше тонска проба пред мене и не успеавме баш да се видиме, затоа што и она беше во гужва и се. Меѓутоа ми пиша порака и ме праша дали сум спремна, како сум и навистина мислам многу ми беше мило. Концертот со Тамара не е единствениот поголем концерт што го направи, поголем концерт на кој што пееше летово, ти настапи заедно и со Владо Јаневски во Тетово концерт. Како дојде па до соработка со Владо? Веќе подолг период планиравме кога ќе ги извадам јас до сега песните да почнам нели со настапи и така всушност решивме прв настап да биде на Владо Јаневски. Ние следевме кои се нели ќе има настапи во тој период и видовме кој би се сложил, дали ние би понудиле, дали некој мене би ми понудил да нели да настапувам, меѓутоа пологично е јас да се понудам и јас да бидам таа која што ќе сака и ќе се труди нели да може да се појави на било каков начин пред публика и да ги испромовира своите песни. И мислам дека тоа одлично го направивме и кај Владо Јаневски, кај Тамара Тодевска, меѓутоа пак ја кажам, многу им благодарам на нив затоа што нели не секој би се сложил. Да, колку ти импонира тоа што прифатија да настапиш на нивните концерти, имајќи предвид дека ти си релативно на почетокот на кариерата, ти си со голема кариера. Па значи, мислам, не знам, јас прво не ни очекував реално да направиме нешто такво, знаеш, кога се договараш за нешто, меѓутоа кога стварно се изреализира тоа, кога беше сигурно дека нели ќе можам да настапувам, навистина ми дојде многу драго и дури се зачудив, меѓутоа пример јас да би била на нивно место, мислам да би имала голема кариера, би сакала да дадам на некој помлад шанса да може да настапува, затоа што тоа е убаво. Сметам дека ние целата естрада треба да се поддржуваме едни со други, треба да си даваме поддршка, па и да правиме заеднички концерти. Зашто тоа цело време да биде пример еден да има свој концерт, друг да има свој концерт, зашто да не биде тоа и некој настан кај што ќе бидеме сите собрани заедно. Може и затоа и ги сакам пример фестивалите како Макфест, затоа што таму сме сите заедно и навистина многу ми се допаѓа. Дружењето на Макфест? Одлично. Значи јас уште првата година се запознав со сите, многу ми беше мило. Те прифатија? Да, значи бев на почетокот не знаеа баш дека јас сум таа Лара која што ќе настапува, меѓутоа после пробите што ги направивме, тонските проби, одма се запознав со сите и навистина таа атмосфера многу ми годи. И не знам, тоа ми е најважно, да се поддржувам со колегите, нели да се сакаме. И така. Да се вратам сега на концертот на Владо. Денте кога настапувавте, врнеше дожд. Да. Многу регионални звезди во последниот период не ги откажуваат концертите кога врне публиката. Мислам дека дури воодушевена од моментот што нели пеачите настапуваат на дожд, тие во некоја поинаква атмосфера го уживаат во концертот. Како беше чувството на дожд да пееш? Значи јас бев спремна да искочам и да пеам баш на дожд да ме врне, скроз да ме врне, да бидам утоп. Меѓутоа поставија имаше чадрче наместено, да го средија тоа. Меѓутоа беше и да врнеше, јас би искочила и би отпеала, затоа што ми е најважно да искочам да си ја отпеам песната, па зашто да не биде тоа и на дожд. Можеби некоја нова емоција ќе ти проводи, па и малце на поинаков начин ги испееш песните. Меѓутоа, така беше, се среди, се не беше ништо страшно дека имаше дожд. Баш беше некако убаво и потоа кога искочи Владо, нели, он има и романтични песни што се така и повесели, некако така беше, целата атмосфера романтична ми се допадна стварно. Ти твојата неофицијална кариера, да речеме, ја почна во Суперзвезда. Колку денеска ти е забавно кога ќе ги видиш видеата од тие три настапи беа, така? Да. Колку ти е забавно кога ќе ги видиш видеата кај што си пеела како дете? Многу ми е забавно затоа што има пример на видеата кога ќе се видам, ќе си кажам, леле колку енергија имам на едното видео, скокам, рипам, толку сум весела. Навистина ми е многу мило затоа што знам дека уште од мала ја имам таа желба да сум на сцена, да настапувам, да пеам. Сега кога
гледам од денес па назад, стварно сум горда на себе што успеав да достигнам, да кажам, некое ниво и да направам нешто со музиката. И се надевам дека ќе имам шанси понатаму се повеќе и повеќе да се градам се погоре и да го достигнам врвот, што се вика. Мислам тоа само ќе го направам со многу работа и ветувам дека ќе продолжам да правам уште многу музика. А очекуваш ли дека на 17 години ќе имаш неколку хитови по кои што ќе те препознаваат? Не, никогаш не очекував. Тоа ми беше, мислам, најголема желба прво да имам една барем своја песна, тоа ми беше многу голема желба. И како дете, значи постојано дома, кој што прави, јас пеам по дома, играм и ето, тоа ми беше најголема желба и стварно не очекував дека ќе ми се реализира, меѓутоа кога се случи 2019 на Макфест, јас стварно бев под таква еуфорија и не знаев дури што ми се случува, меѓутоа стварно многу ми. Те препознаваат ли на улица? Си имала ли некоја интересна случка? Па некоја посебна интересна случка не. Мисле, има случајно да ме препознаат луѓе, меѓутоа Се срамат? Да, има и луѓе што се срамат да ми придат, има луѓе што не знаат баш каков тип на човек сум и можеби затоа се срамат да ми придат. Меѓутоа, еве сега јавно ќе кажам, секој што ќе ме препознае, нека ми приде, дружелюбива сум, сакам да се запознам со луѓе. Инаку повеќе, пример, ми се случило мене да не ме знаат вака како личност, меѓутоа да имаат слушнато песната. Тоа зашто ми ги знаат песните, затоа што почнаа многу радијата да ме пуштаат, баш од, да кажам, полудена по тебе кога искочи, затоа што беше побрза песна, им се допадна на радијата и почнаа доста да ја пуштаат. Меѓутоа, ако искочи, некогаш ќе помине и кој е сега крив затоа што нели тие беа одма една пред друга. Стварно претерано многу ме пуштаа, да кажам. Дали си размислувала некогаш да настапиш на талент шоу? Заради тоа што многу македонски музичари се прославија преку талент шоу. Пред да почнам со музика, сакав да одам на талент шоу, затоа што дурбев во основно одев на надпревари по музичко и нели пееме песна, не свој, туку кавери, нели? И ми се допаѓаше тоа, сакав да отидам на некое шоу, меѓутоа кога почнав веќе да се занимавам со музика, некако сега не ми е тоа толку, да кажам, предизвик, да. Ти освен што имаш талент за музика, имаш таленти за балет. Учиш во средното балетско училиште, од каде љубовта кон балетот? Како што кажам, значи, кој што прави Лара пее, Лара игра, уште од мала мајка ми, татко ми ме приметија дека имам таа желба кон играњето и кон пеењето и решив да се запишам и музичко и балетско, одев паралелно нижо. Музичко одев 6 години, меѓутоа сепак одлучив да се пренасочам повеќе на балетот. Еве, пример, со балетот би сакала да продолжам, пример, факултет да продолжам со тоа. Тоа да ми биде така професија, да кажам, да продолжам со балетска педагогија, затоа што повторно ми останува таа љубов и кон балетот и кон музиката и мислам дека се уште не би можела да се одлучам за едното. Прво се одлучив за балет, меѓутоа еве некако со музиката повторно се најдовме во мојот живот и навистина ми е мило. Имав професорка во основно и она често ми викаше по музичко, она ми викаше немој да се откажуваш, ти имаш глас, треба да го покажеш и навистина ми е мило што ете така искочи да успеам да се занимавам и со музика. Настапуваш ли во некоја од балетските представи што се на репертоарот на МОП во моментов? Знам дека имаш настапувано. Да, имам настапувано. Сега во моментов и нема баш толку многу представи, нели ситуацијата со короната малце спречува. Сега периодов не, порано да. Меѓутоа, еве ние сега се трудиме да направиме и нешто, да кажам, да почнеме да настапуваме и ние, дали со модерен балет, дали со класичен, пробуваме да направиме некои концерти, меѓутоа уште не знаеме како тоа ќе се одвива, затоа што пак има некои правила и од школата како ќе одлучи дали ќе се пушти концерт, дали нема. Меѓутоа, ете се надам дека ќе имаме повторна шанса да настапуваме, но и за тоа има време. Кореографијата за кој е сега крив?
Ја правеше сама или работеше со некого? Па таа, свари, не е ни кореографија, толку е импровизација. Значи, Нешто што во моментот те инспирираше додека во моментот, додека го снимавте спотот? Затоа што тоа е повеќе модерен балет, не е класичен. И тоа се елементи што буквално како ме понесе музиката, така во моментот ги правев и многу е полесно така затоа што кога имаш одредена кореографија и не толку слободно се чувствуваш некогаш. А вака буквално што ти дојде, чекор правиш и некогаш и подобро ќе испадне отколку некоја кореографија што би ја поставил. Колку е појавувањето на сцена поразлично кога играш балет и кога пееш? Каде е тремата поголема кај тебе? Па не е многу различно, мислам, горе-доле исто се чувствувам, иста е тремата. Што знам, ова прашање никој ми го немал поставено и го немам размислувано. И сега кога ми го постави стварно, не знам, се немам осетено вака некоја разлика да имам, да кажам пример, поголема трема имам кога да искочам на сцена да играм или да пеам. Буквално ми е исто, сакам и двете работи да ги правам. Мислиш ли дека сакаш мюзикли и дека еден ден би сакал да настапиш на Бродвеј на мюзикл? Па да, значи јас одам всушност на детски мюзикл и ги правевме мюзиклите Ени, Јубавицата и Ѕверот, сега сакаме и да ги повториме, меѓутоа спремаме и Орева кршачка, планираме и други мюзикли да правиме. Имав главни улоги во двата мюзикли и тоа беше одлично искуство и навистина ми е мило затоа што сакам и глумата, покрај пеењето и балетот, че навистина се онака што е поврзано со уметност, се буквално мислам дека ми оди од рака и се сакам да правам. Ти си во тинеџерските години кога буквално сакаш да излегуваш, да се дружиш. Колку тоа ти недостигаше во времето на короната? Како функциониравте со пријателите? Па имаше некои добри 3 месеци кога не смеевме да искочиме од дома. Тогаш не знам, наоѓав некои работи што мислам дека никогаш претходно ги немам пробано, само за да некако го пополнам времето. Се гледам со пријателите и пак кажам, значи они ми се најголема поддршка исто како и моето семејство. И мислам треба секој да го има тој баланс измеѓу професионалниот живот, да кажам, и одделно дружба со пријатели. Мислам дека тоа е многу битно. Мислиш дека пријателите и семејството ти се најголема поддршка, што е со дечката? Колкава поддршка Па и он, да, најголема, пак ќе кажам, и он спаѓа во нив, да кажам. Не го очекуваше прашање. Да, не го очекував, стварно да ме збуни. Меѓутоа, да, може и најголема поддршка, ете. Семејството, он, пријателите и секогаш е тука и за совети се, затоа што Доаѓа ли со тебе на настапи? Да, има дојдено кога може, кога не. Јас кај него и Да, тоа сега да прашам, дали е поврзан, дали и тој во музичкиот свет? Да. И он е во музичкиот свет, виолинист и мислам дека и затоа се, да кажам, комуникацијата ни е многу добра, затоа што на некој начин и се поклопуваат професиите, да кажам, во ист бран сме, да кажам, и така некако мило ми е за тоа и сега кога јас сум му исто така голема поддршка на него и он на мене и некои мислења си разменуваме, да кажам. Сега он музички е пообразован од мене и некогаш ми кажува некои работи, нели, како може би било подобро или не. И така, мило ми е за тоа. Имаше неколку песни на англиски, ева да се вратиме пак на музиката. Имаше неколку песни на англиски. Од каде таа идеја да пееш на англиски? Прекрасниот Робин Зимбаков напиша текстови на англиски и уствари он беше иницијатор на тоа и он сака да работи, да пишува, да има што повеќе музика и рече зашто да не направиме и 2 англиски верзии. И мене беше многу драго затоа што јас сакам да пеам на англиски, слушам англиска музика и некогаш би сакала и ета да достигнам успех да можам да пеам и англиски песни, да се рашириме на тој простор малце, меѓутоа
ете, да кажам, тоа е потешко, меѓутоа, ете, пробуваме, ете и со соработката со Сирили, исто е на англиски. На англиски јазик ја правевте таа песна. Да. И тоа е баш така во некој стил што исто во Македонија не е толку, да кажам. Меѓутоа, имаш ли сознание како помина па таа песна надвор, пошто мислам дека Сирили ќе пласира песната во странство? Во странство и оди на многу странски радија во Русија, Италија, Шпанија, на многу радија оди. Мислам дека во Русија има најдобар успех. Си добила некојаш негативен коментар за песните? Па конкретно вака нема многу негативни коментари. Сега имам слушано да пример од страна или луѓе што ми имаат пренесено, меѓутоа до сега никој не се осмелил некако да кажам така да дојде да ми каже пример некој коментар. Да. И сосема за крај, кои се идните планови? Претпоставувам дека веќе со Робин Су или нешто спремате. Да. Епа еве, како што кажав до сега, целиот муабет дека планирам понатаму да работам на многу нови проекти. Соработки обавезно мора да има, затоа што и претходно кажував пред да искочат дел од песните, дека правам повеќе песни да искочат да ме запознаа македонската сцена. Сега сум стигната до некој степен кога треба да почнам да правам и соработки. Уште немам ништо конкретно во план, имам идеи, меѓутоа изреализирано ќе видиме како ќе биде понатаму. И тоа е тоа, да направам некој посериозен концерт кога ќе имам доволно материјал, да. И тоа е тоа. Лара, ти благодарам. Ти благодарам и на тебе.